Гевгелија и Гевгелиско од секога знаеле во пречекот на различните култури да имаат отворени порти. Така било и така продолжува да биде. Власите во Гевгелиско, како што велат многумина, староседелци на овие простори, се уште за свое матично место го сметаат селото Ума. Скриено во длабочините на планината Кожув, селото ја крие убавината на природата. Зошто се преселивте во Гевгелија или... Во Гевгелија се преселивме заради тоа што тука од кај земаа корите, мислам стоката кај се земаа од селото, 47-48 година, други екзистенции тука немаше што да се живее. Луѓето со стоката живее. Нивите ги брува за да посееш нешто, ако немаш ѓубре нема ништо. И меѓутоа един по един сите се селија во Гевгелија, купија куќи таму во Гевгелија. И заради школата да се учат деца тука не постоеше ни школа Салам. Прво македонско имаше школи тука, ама малко време после секој гледа да биде поблизу до градот, по-добар живот. Така, рековте училиште, меѓутоа колку што ја знам имало српско, имало бугарско училиште, имавте и зграда своевремено, нели? Школата постоеше многу добра школа. Меѓутоа ние јас учих на бугарска школа. Од 42 до 44. На крајот, пред да се одат. Веќе четврта година и неа земах сата. Татко ми беше со сник заедно, вика да, веќе си испечеме едно јаве, веќе ќе земеш годината. Меѓутоа, уште да ме не писмене. И се преселиме во Гевгелија. Прво во Горнчет бехме, се отидаат црногорците. Таа стокчка што ја имахме ние. После, откако се зима стокта, јас отидех из Микјар. Татко ми се прежени, зима жена с 5 деца и ние 5-10. И мораше за истеници за жито. За жито се главих по городица. Мајките моите се многу. Ума е единствено село останато овде во Македонија. Сите останати влашки села се во соседна Грција, северниот дел, односно Меглен. Може ли нешто повеќе околу тоа да ни кажете? Па види од поделбата, зошто само Ума останува овде? Дали имате некакви сознанија околу тоа? За да постави на граница, они така поставили граница, се постратот како довале водта и селото останало вакрај. Иначе имањето и нивите и нивни ни има тука в нашата територија, и наши има там. Ние тука имаме 7 декара баш до Карулата Грцка стои. И дока се постави граница, тие останува таму, не може да се работи, не дава никој пристап немаш. Какви се контактите сега? Сите имате родни, имате пријатели најверојатно? Роднините наши, тие што беа тука во вие села, се избркани 48 година, 47 низ Војводен, Кочени, низ Никотино, Нихотина. Тука само един роднина имам тука во село што останал, бидејќи татко му бил партизан, па се предадел на бурундаите, после на тие фашисти и се останаа они тука, не бегаа. Иначе другите пријатели, така пријатели, иначе роднини нема. А иначе родството нашо е од Восе, од Луганци, баба ми е од Луганци. Мојата покојна баба, на дедо ми жена. Кај иселија тука за војната, во Србија, таму умрела во Србија. И нам се врнаа стокта они тука и се живеа. Али со стока. Ума во последните години си ги враќа своите жители, тоа за време нели на летните одмори и така, само за рекреација, да. Дали сте размислувале некогаш како би се развивало ова село? Дали можеби туристички малку повеќе би можело да се развие? Како ја гледате иднината, ај така да кажем? Иднината ја гледаме во тоа што селото треба да се одржават патишта прво и прво. Патишта е најбитно, заради тоа што ако нема пат, секој возил не може да дојде. Меѓутоа веќе од време градот како град позагушен од колку што селата, мислим колку што планините. Само патите се најпроблеми за вие села. Како се организирате? Општината колку донира? Ние разговаравме со други луѓе, кажаа дека не е само до општината, треба и самите мештани да... Па да, види,
армията една с помощ, мислим на държавата, направи водовод, струя донесе тук. После това арма па дотера друга вода, това не стигаше. Сега последно и Маджунга донесе и он един дел от тази вода и между време има вода. Иначе пред няколко години беше крита за вода. Ако аз имам тук ниско, там това горе няма. И разправите са тук. Ти вадиш, аз нямам. Знаеш как са ти работи? Най-битно е пътища. За да биде, мислим, народът да може да довади всекой. И то ще има с малко возило, и то ще има яко возило, да може да дойде. Иначе преко летото, ево сега вече са разпущани децата, ќе зафатат до крајата на септември, секогаш ще има повеќе люди тук. Јазикот, што е со јазикот? Мал дел од младите го негуваат. Јазикот Тешко се пренесува. тешко се пренесува на вие млади деца сега што се, заради тоа што видиш, ако жената е македонка, не е влаинка, не може децата да знаат. Мора да лафиш македонски. Ма да знае и да разбере. Чином мајката ако е македонка, мислим македонски не е сите, него мора да му лафе македонски и ние сите да лафе македонски. Ние това влашките си го знае, пак ние децата мои знаат влашки. А вашите внуци? А внуците само разбират, не може да лафе. То големо да разбират, а друзите, тие што се покрај нас по-блиските, мислим на синот, повеќе разберат. Имаат ли желба да го учат влашкиот јазик? Па имат и немат. Вие сега учат, тя млечката ми вика, аз знам дел и английски, знам и французски нещо знам. Влашки много малко, не съм бил с вас. А това по-големия шой, по-разбера, мислим, да лапше пред него нещо, но разбера все влашки, шой ти му кажеш, да разбера. Види, очиш нече, що викат сърбите, езикот, ако не го владееш, се измирва. Той умира. Мислите дека влашкиот ќе изумре? Па горе-долу изумира. И во градот, дек сакаш да застане, дек сакаш седне негде, прво на македонски се лафат, после, ако са едини двојца, ако има, што не знаат влашки, мора да лафаш македонски. Нема тука. Нема да лафаш влашки пред дјаволство, да кажеш дјавол лафи. Кога се среќаваат двајца власи, Да, вообичаено, дали се во градот, дали се овде во Ума, вообичаено зборуваат влашки. влашки. Да. Секогаш ли е така и зошто е така? Сегогаш така, заради тоа што се мисли да не се изгуби езикот, да меѓу тоа по-лесно им е да изговорување. Што вика шиптарот, мене шиптарски ми е по-ското сколку македонски. А ако има двојца, тројца, колку се на маса, ако се седне, кажем, во кафана, един ако има од други, од Македонија, да кажем, што не знае влашки, мора да говориш македонски. Ако сме тројца души, да кажем, власи, често пътя лафме влашки, па него страни, да, не сте вие, вика, шиптари, зашто влашки зборувате ми. Тие си го знаем езикот, се лафи как сака.